До понеделник ќе се знае дали ќе се замрзнат цените или ќе се ограничи маржата на клучните прехранбени производи, изјави денеска министерот за економија Бесар Дурмиши. Денеска работната група од Министерството за економија, земјоделие и Министерството за финансии уште работат, додека ние сме тука, оние се во тек на таа работна група е во тек со оваа програма. На крајот на денот или по-конкретно, во понеделник ќе имаме јасен одговор од нив и документот или предлогот ќе биде доставен во вторник на влада, каде што таму ќе се усвои таа одлука и ќе бидете известени како медиуми и ќе бидат известени и граѓани. Од друга страна, за економистите дилема во случајов нема и е потребно да се направи следново. Издржана мерка административна која е поблиску до економската е замрзнување на намалување на маржите. Бидејќи замрзнување на цените ќе значи недостиг. Трговците се не дека тие се итри, туку тие се водат од економскиот интерес, од можноста да остварат што поголем профит. За Ивановски, порастот на цените ќе биде помал по укинувањето на владината мерка намалување на маржите во однос на нивното замрзнување на цените. Сметам дека и за укинувањето на малените маржи ќе дојде до зголемување на цените, но пак ќе кажам, тоа е помал би бил тај процент на пораст на цените во помала висина од причина што ако сега има трговец од маржа од 15-20% на одредени производи кои се неопходни за населението, ако се намалат на 5 до 10, тој процент ќе биде во тој процент ќе дојде и до зголемување на цените по нивното ослободувањето на маржите. За граѓаните оваа дилема може да се каже дека практично е неважна, бидејќи за нив е важно во маркетите да ги пречекаат прифатливи и стабилни цени. Трговците треба да ги тргнат раците од прекумерни маржи, во што главната улога ја има државата. Во овој прилог е и законот за нефер трговски практики, кој во сила ќе стапи за сосема кратко време.